Срцев удар вообичаено настанува заради блокирана артерија. Рентгенска снимка на крвните садови, ангиограм, е добар метод за откривање на таква блокада. Процедурата инволвира тенка туба во артериите на пациентот. Но се покажало дека ангиограмите не се толку ефикасни кај жените, што ги става во поголем ризик. Светската здравствена организација вели дека од срцева болест умираат 18 милиони жени годишно. И тоа не е болест што се јавува само кај постарите жени. Кери Винсент имала масивен срцев удар по породувањето. Имав 31 година. 31 годишни лица немаат срцеви удари. Сега таа не мисли така. Айрин Полин се активирала кога го дознала овој факт. Срцевата болест е убиец број 1 на жените. Полин основала организација Сестра на сестра, за да ги обучи жените за болеста. Ги охрабрува да се информираат за крвниот притисок, холестеролот и другите ризични фактори. Целта е превенција. Кога луѓето ќе ги разберат нивните ризици, можат нешто да сторат за тоа. Полин се здружила со кардиолози од Бригам болницата за жени во Бостон, каде доктор Джоан Фуди се фокусира на превенција. Добрата вест е што 95% од срцевите болести може да се спречат со намалување на ризикот. А што значи тоа? Престанување со пушење, контрола или избегнување на диабетис, здрава тежина, јадење добра храна, вежбање по 30 минути дневно и редуцирање на стресот. Особено во пораст е број на срцеви пациенти во земји во развој, и тоа не толку заради претерано јадење, туку заради нездрава исхрана храна што им штети. Лекарите препорачуваат риба, житарки, зеленчуково масло, а помалку сол и масноти што не се разградуваат. Но подеднакво важно е жените да бидат информирани.